Како функционира школскиот превоз тука? Прво, за да дознаете дали воопшто ви следи за детето школски превоз, има страна на која што може да отидете, Бас Планер, и може да проверите според адресата на живење и во кој училиште треба да учи и дали воопшто му следи превоз. Доколку следи превоз, го пријавувате вашето дете се онлайн и чекате одобрување. Кога ќе одобрат, добивате информација за тоа со кои автобуси, со кој број на автобус ќе оди вашето дете и со кој број на автобус ќе се враќа, значи не значи дека истиот број на автобус. Има точно определено место каде треба да го чека автобусот и каде ги остава на враќање и во колку часот нормално. Доколку не ги знаете овие работи, може да се консултирате секако со претпоставени од училиштето или со наставниците и они го водат целиот тој процес на пријавување на детето за автобуси и они ви ја даваат таа информација со кој број на автобус оди и така натаму. Школскиот превоз инаку бесплатен. Автобусот пред да застане на постројка каде што треба да ги земе децата, како го најавува тоа, за возилата да знаат, значи пали жолти светла прво и потоа кога застанува скроз пали црвени светла, спушта стоп знак и спушта рампа. Во тој случај возилата што се наоѓаат и од едната и од другата страна мора задолжително да застанат. Кога застанува автобусот покрај светлата, има и стоп знак кој што се наоѓа на левата страна и тој автоматски излегува и тој самиот исто на него има црвени светла. Тука е онаа жолта рампа која што излегува буквално од предниот браник на автобусот и служи за цел за уште поголема безбедност за децата, буквално ги тера да поминат што подалеку на некои си 3 метра пред автобусот. Тој е од голема помош и за шоферот да биде сигурен дека ни едно дете нема да стои на оној мртов агол што го викаме пред автобусот. Што е друго интересно да се знае, тоа дека школскиот автобус задолжително мора да застане скроз пред железнички шини, без разлика дали е рампа спуштена, без разлика дали има воз, задолжително застанува и повторно ги пали оние црвени светла, мора да погледне убаво да провери дали поминува воз или не, па дури потоа да продолжи. Возачите имаат листа на имиња од децата и точно знаат колку деца треба да земат од постројките. Децата мора да седат, додека не седнат сите, возачот не трга воопшто. Доколку некој од возачите пријави дека дента нема да вози поради X причини, добиваме сите известување, значи добивате известување само за автобусите со кои што движат вашите деца. И тоа известување го добиваме обично во 6 наутро. Некогаш може да биде само наутро дека е откажан автобусот, некогаш попладне, зависи нели од ситуацијата, меѓутоа во секој случај добивам известување за се. И за крај единствената неубава работа во цела ситуација моментално е тоа што нема доволно шофери. Мислам дека е сето тоа ради тоа што не е целосно работно време, не станува збор за целосно работно време, туку за скратено работно време. 5 часа на денот, како што знам, иако е добро платена, фалат шофери. И цело време има огласи и барање за истите. Поздравче!